Од почетокот на човештвото, танцот во културата бил неизбежно присутен. Бил користен како средство за комуникација, бил користен како средство за социјализација. Оно што е многу важно е да се напомене дека танцот се менувал како што се менувале временските услови, како што се менувало времето, како што се менувале начините на кои што луѓето комуницираат. Денес во ово издание на Приказна ќе го разгледаме развивањето на танцот. Низ историјата луѓето танцувале од различни причини, односно, танцувале како резултат на тоа што биле среќни или на тоа што славеле, но танцувале и кога одбележувале некои други настани во нивните животи. Танцот е на некој начин хроника на човековото обстојување низ историјата. Еве што ви донесуваме денес во Приказна. Низ историјата на човештвото може да се забележи дека уште во првите човечки заедници постоеле некакви облици на движење кои од денешна перспектива можеме да ги насловиме како танц. Низ танцувањето се изразувале човечките расположенија без разлика дали се работи за радост, тага па дури и љубов. Пред известно време еден меѓународен издавач ми се обрати со идеја да издадам книга која ќе биде достапна на пошироката светска публика. И заедно дојдовме до заклучок дека можеби оваа тема која ме прашувате е најдобра за тема на книгата, всушност како општеството се рефлектира врз танцовата материја. Многу истражувачи работат на оваа проблематика. Би цитирала еден од нив, тоа е американскиот истражувач Джој Сайн, кој вели, ќе пробам дословно да го цитирам, креативноста ја раѓа уметноста, меѓутоа политиката ги соединува уметноста и културата. Всушност, политиката создава терен, ја насочува културата, едноставно наметнува некакви културни политики кои се рефлектираат и на танцот. Така што можеме да следиме како општеството го обликувало танцовото тело, на кој начин се однесувал човекот во дадени околности и можеби најрелевантен, меѓутоа и најекстравагантен пример за ова е телото на кралот Луј 14. Фуко вели телото на кралот е политичко тело. Луј 14 преку танцот испраќаше политички пораки. Ние го знаеме како крал сонце. Меѓутоа, малкумина знаат дека овој епитет е добиен имено заради тоа што Луј 14 учествува во една представа и ја изведува ролјата на сонцето. Така што една изведба му го трасира и му го моделира имиджот на кралот кој го следи до крајот на живот. Новите кореографски постановки денес видно се разликуваат од примитивните форми на танцување од минатото. Денес вклучуваат посложени и покомплексни движења со цел да се постигне спектакл кој може да се постигне само преку стандардизација и ригорозен тренинг на танчерите. Зависно од социјалните, политичките и економските услови, секоја епоха нудела соодветна форма на представување на уметноста на танцот, кој е во непрекинат развој. Меѓутоа, не секогаш општеството, односно политичката гарнитура, може да го канализира танцот. Многу често во одредени ситуации следиме рефлексија, одговор, реплика, односно бунт преку танцовите методи на она што е криза општествена, на она што е наметнато. Танцот како облик на уметност е одраз на надворешната животна манифестација во фигуративен и уметнички облик, кој се доловува преку движењата на човечкото тело. Танцот се потпира на акција, движења, но човечката душа била поттикнувачот на танцот како општествен феномен. Како и многу поими за кои мислиме дека е многу лесно да се дефинираат, како среќа, радост, љубов, така и танцот е многу тешко да се дефинира, бидејќи спаѓа во нематеријалната култура и многу е сложено да се вратиме наназад и да дефинираме кога потекнува и од каде. Првите извори материјални ги наоѓаме во пештирските цртежи. Првиот од времето на палеолитот би го спомнала, тоа е врачот кој се наоѓа во Шпанија.
Потоа како се менуваат културите во мезолитот, имаме многу цртежи со представи на ловци, кај кои наоѓаме некакви движечки позиции, за да дојдеме во неолитот, каде што ги наоѓаме фигурите на женски танчерки, богињи, тоа се, например, роглестата богиња од Алжир и белата дама од Намибија. Така што тоа се некакви почетоци. Подлабоко не би навлегувала, бидејќи танцот е поврзан со човековото битисување. Кога настанал човекот, кога настанале оние преодни форми на Homo sapiens, се појавил и танцот. Иако многу истражувачи наоѓаат танцови елементи и кај животните. Во првите цивилизации, танцот бил одговор на акумулирана енергија на човечкото тело и сосема природен феномен, кој се користел за ритуали, но не единствено за таа намена. Во Стар Египет имало фестивали под маски, наменети за фараоните. Во Стара Грција танцот бил составен дел од културата, но и физичка подготовка за спорт. Во Стариот Рим танцот минува низ 3 фази. Староримски, групно танцување на мажи од различни сталежи. Следи фазата во кој танцот добива место во јавниот и приватен живот, и последната фаза е времето на Римската империја, кога се танцуваат турски, грчки и ориентални танци. Ренесансата остава силен печат врз танцовата култура. Во овој период танцот почнува да добива префинетост и елеганција во движењата поради неговата стандардизација и раните почетоци на кореографско творештво, особено кај буржоазијата. Танците на обичниот народ и танците на аристократите секогаш се разликувале, но она што е важно да се напомене е дека дури и раните облици на балет секогаш биле базирани на движења кои биле популарни кај обичниот народ. Таков пример се и маскените балови, кои не биле новитет кај народот, бидејќи тој уште во праисторијата користел маски за разни ритуални пригоди. Во романтизмот се придава особено внимание кон традиционалните танци, бидејќи во тоа време почнуваат за прв пат да се популаризираат во литературата и да го привлекуваат вниманието на истражувачите. 20-тиот век носи нови демонстрации на кореографските вештини, се појавуваат нови танцови движења. Во првата половина на 20-тиот век холивудската филмска индустрија дава особено значајност на мюзиклите кои често вклучуваат танц, па така жанровите како степ денс, джез и тапинг стануваат популарна форма на танцување токму поради филмовите. За музиката и за танцот велиме дека се универзални. Тие не ни треба кодови да го декодираме нивното значење. Не ни требаат некакви прирачници за да го разбереме она што го прикажуваат. Така што да, танцот обединува. Тука би го цитирала шведскиот кореограф Мацек, кој вели: можеби танцот нема да помогне да се постигне мир, меѓутоа ќе ни помогне да го прославиме мирот. Танцот е уметност на радоста, уметност на среќата. Тоа е еден медиум кој со најпозитивните емоции едноставно го поврзуваме. Од своето прво појавување во историските записи, танцот еволуирал до безброј стилови кои се практикуваат и денес. Појавувањето на современиот танц, поточно со развојот на современиот танц, ама да направиме една паралела како се развиваше во светот и дали ние го следевме тој тек? Знаете како, современиот танц, би кажала, за да објаснам за пошироката публика, започнува со предвесниците на современиот танц, на модерниот поточно. Мислам дека многу од публиката слушнале за Исидора Данкан. Потоа, нели, тука имаме една цела група на предвесници, Мери Вигман, германска, нели, експресионистичка школа, Рудолф фон Лабан, теоретичар кој дава, нели, обликување во смисла на таа време, простор, дефинирање на сите компоненти во композицијата. Така што тоа е едно многу богато време, се зборувам, тоа е значи почеток на 20-тиот век. Со тоа што во тоа време е веќе воспоставен класичниот балет,
појавата на современиот, односно нели во тој момент предвесниците на модерниот внесуваат новина. Самото тоа да не е стопалото во шпиц патика, туку да се игра нели со боси нозе на нели трева, во случајов нели зборувам за Исидора Данкан, со костим кој што е така послободен, покажува делови од незиното тело. Незиното тело не е конвенционално балетско, класично тело, таа нели крупна жена и така сето тоа е многу ново во тоа време и можам да кажам, еве, сигурно шокирало многу кои што биле нели научени на тие стереотипи, на конвенционалност, на нешто што е така уредно етаблирано и таа хиерархија на класичниот балет постои, значи од времето на Луи XIV едноставно е втемелена и замислете во тоа време како изгледало тоа танцување така како малце бесно, разуздано и така да тоа е некоја за мене импресија веројатно на првите впечатоци. Таа потреба да се појави друг вид на танц во тоа време е фасцинантна и од тука почнува таа приказна која што еве до ден денес трае, се развива. Како кај нас беше прифатен современиот танц? Значи јас нели како пионер на современиот танц кај нас се враќам во едно време, тоа е значи 92-3 веќе бев солиста во Македонската опера и балет, меѓутоа бев на специјализација во Франција во Лион. За прв пат се запознав со современиот танц, значи зборувам за време кога немаше интернет, значи ние само гледавме компании, например трупи кои што беа нели презентирани на младо отворен театар во тоа време или инцидентно гостуваа. Јас бев фасцинирана од таа техника, замислете од едно класично балетско тело, мислам, не ме разбирајте погрешно, јас ја вреднувам класиката, бидејќи можам да кажам сум и редок пример кој што ги поседува техниките и во едната и во другата нели форма. Меѓутоа, јас требаше од позиција на вертикала да одам во хоризонтала, значи да телото мое се препушти на гравитацијата без да се повреди. Значи за тоа е потребно знаење, техника, исто како што во класичниот балет учиме да стоиме на шпиц патики. На вистина тоа се многу години, многу посветена работа за да најдеме вистинскиот баланс и техниката и уживањето при играта, не само да биде совладување нели на техника. Така и во современиот танц, значи има свои компоненти, техники, Лимон, Греам, зборувам за модерните, Канингхам, телото поминува низ тренинг. За разлика од класичниот балет, кој што опонира на гравитацијата, современиот се препушта на гравитацијата. Значи има точки кои што се нели можеби заеднички, но во смисла основна класичниот балет е нели таа хиерархија која што е се знае солист, ансамбл, првенец. Во современиот нели зборуваме за демократија во танцот, значи за еднаквост. Се кршат сите тие нели до тогаш воспоставени системи на тоа дека мора да има солист и сите нели стојат на страна, солистот игра и така, значи ми беа интересни сите тие, како да кажам, новини и тоа ослободување, да кажам, на телото. И познавајќи ги двете форми, преоѓав од една во друга. Сам сега зборувам и како автор, како кореограф. Современиот ми отвори многу, да кажам, интересни гледишта за телото, за тоа што јас сакам да го изразам, мојата фантазија која што ја имав секогаш, да кажам, излеза на површина. Ние немавме за тоа адекватна едукација, така да јас организирав во тој момент во Македонска опера и балет работилници за моите колеги кои што сака, беа заинтересирани и така почнавме да соработуваме и така почнав нели да творам дела кои што во тој момент беа доста нови во таа институционална
форма. И денес, иако предавам современ танц на факултетот за музичка уметност, катедра за балетска педагогија, ги држам предметите за современ танц и денес ме прашуваат што е тоа современ танц. Значи, се уште живееме во време кога дефинираме, значи, што е и каква е таа форма. Тоа многу често се толкува можеби како ослободување или дека ете како што спомнав во тоа време тој импулсивен танц на Исидора Данкан, меѓутоа од тој момент до денес современиот танц еволуира. Колку еве и самата ситуација со пандемијата влијаеше, дали тоа предизвика некакви измени? Беше многу тешко една така тактилна професија, значи многу често корекцијата е важна, размената е важна, работата наша е во студио, во сала, на сцена, да биде тоа нели ставено на страна поради, знаеме, таа изолација и пандемијата, условите беа такви да мораше нели да живееме така одреден период. Можам да кажам дека беше многу тешко и за нас, мислам за мене како професор и за студентите, да кажам тие години, кога требаше да се развие еден метод каде што сепак тие требаше да продолжат со своите студии, а да немаме нели заедничка пракса во сала. На некој начин ете, затоа и ке кажам повторно, како педагог најдов начин како да се направи, да кажам, повеќе теоретско разбирање, за да потоа, нели, кога ќе заврши тој момент на изолација, бидеме во студио, веќе знаеме за што зборуваме и да почнеме да се играме со практичните алатки, односно веќе да почнеме да ги аплицираме. Така што јас сум задоволна, бидејќи тие резултати беа видливи, а студиите нели си продолжија со тек кој што беше возможен во тој момент и сметам дека како резултат на тоа многу да кажам часови станаа достапни. Постои ли граница кога може да се изведува танцувањето? Например, знаеме во класичниот балет дека не може до бесконечност да се работат тие форми. Дали во современиот танц или во овие понови танцови форми има одредена возрастна граница? Секако, значи нашата, сега ќе се навратам не само на работата моја како педагог и како изведувач, меѓутоа да, мислам, сега зборуваме од аспект на класичниот балет, има навистина одредена возраст, еве мислам секако телото не може да ја има истата еластичност, треба многу повеќе да се работи за да се одржува телото, за да може да функционира нели како што треба. Во младоста сепак таа флексибилност, брзина, координација не е невозможно. Има балетски изведувачи, пример како Маја Плисецкаја, зборувам за класичниот балет, кој што навистина игра до многу касна возраст. Современиот, за разлика од класичниот, ете да кажам, не толку современиот, туку можноста да се изразиш е може би со подолг век, затоа што еве за себе зборувам, еве се токму сега спремам изведба нова после подолго време со помлада колешка и ги адаптирам движењата на она што моето тело може да направи. Ако телото се одржува, може да биде во функција на изведбата. Зависи што сакаме да изведуваме. Предпоставувам дека досега сте слушнале за Ана Павлова. Таа е еден од најпознатите класични балетски уметници низ историјата. Оно што е најкарактеристично или највпечатливо кога зборуваме за неа е дека најмногу е препознатлива по нејзината улога, односно нејзината изведба, лебедот на умирање. Што ви носиме денес во артикулација? Кои се ликовите, дамите, кои што ја менувале историјата на современиот танц? Останете со нас. Исидора Данкан и Марта Греам се сметаат за мајки на современиот танц. Да танцуваш
значи да живееш, знаела да каже Исидора Данкан. Босонога танчарка, Исидора Данкан се смета за мајка на модерниот танц и една од највлијателните жени во историјата на танцот. Инспиративно, страсно и неконвенционално, таа го посветила својот живот на подигање на важноста на танцот од обична забава во уметничка форма која го подобрува животот, а нејзините револуционерни идеи за слободно изразување го трансформираа танцовиот свет. Исидора верувала во зајакнувањето на жените преку славењето на силата и убавината на женското тело по неговата природна форма, преку нејзиното верување дека движењето на човечкото тело мора да одговара на неговата форма и движењето на две лица не треба да биде слично. Таа ги охрабрувала луѓето да ја слават својата уникатност, наместо да ги имитираат другите. Исидора верувала дека танцот може да донесе радост и самосвест кај децата, но и дека танцот може да ги научи да разбираат поезија, филозофија, па дури и математички равенки. Марта Греам е американска танчарка и кореографка која има создадено 181 представа и своја танцова техника која е општо прифатена, а со своите значење, обем и големина е споредувана со класичната балетска техника на танцување. Изворидното уметничко наследство на Греам се чува и презентира преку изведбите на нејзините дела кои танцувата компанија Марта Греам заедно со подмладокот од Марта Греам 2 ги представуваат ширум светот. Марта Греам е прогласена за икона на танцот на 20 век, а поранешниот претседател на САД, Джералд Порт, ја прогласува за културно наследство на САД. Техники на модерен и современ танц со акцент на кореографии и композиции кои се презентираат во Македонија и надвор од неа. Со ова идеја во 2013 година Бојана заедно со уште неколку своји пријателки ја почнуваат приказната наречена Dance Team Fusion во Куманово. Се собравме неколку девојчиња кои што сакавме да го смениме начинот на танцот кој што моментално го имаше, постоеше кај нас. Сите се занимававме со различни стилови, така да направивме некоја фузија на наши стилови и за тоа се вика и фьюжн конкретно. Бојана е танчер, кореограф и балерина. Вели дека занимавањето со ова уметност не е воопшто лесна работа, но љубовта кон танцот е водилка на патот кон успехот. Си бара посветеност и време. Периодот кога бев само танчер, па и кореограф во студијава во која што работев, бараше жртва, да, но не го гледав тоа така бидејќи ми беше убаво. Воопшто не се занимавав со исхрана, со тоа што ќе јадам, бидејќи у принцип цело време бев на проби и буквално што и да јадеш се ќе исчезне, бидејќи од сабајле до вечер бевме на проби, прво на факултет, па после продолжувавме попладне во Куманово во нашево студио и се враќавме дома дури до 11-12. Смислувањето кореографии, посебно во современиот танц, е интересен и креативен процес, во кој најмногу се ужива. Тогаш имаш можност да создаваш оригинални танци и да развиваш нови толкувања на веќе постоечките. Тоа е најинтересен процес во танцот, посебно во современиот танц, бидејќи знаеме дека кодифицираниот балет или класичниот балет си има своји одредени движења, своји одредени теми кои што постојано се изучуваат и се репродуцираат и се реизведуваат, но современиот танц е доста интересен и за секоја кореографија си е посебна. Според Бојана, македонската танцова сцена успешно ги следи светските текови. Зборувам глобално, не само за мене, туку и за сите кои што се занимаваат со танц овде, бидејќи у принцип прашањето е за сите. Да, ги следиме доста и доста од моите колеги се едуцираат и во странство и па донесуваат овде различни техники, начини на кои што се тоа може да се спроведе у танц. Сега нормално правиме перформанси и прават, исто моите колеги, колку им дозволува буџетот. Сега може би можеле многу повеќе, доколку би имале повеќе буџет, нормално,
ама колку што ни дозволува буџетот, се доста современи и доста рамо до рамо со Европа па и поширок. Во моментов има 2 мали деца и целосно е посветена на тоа, но знае дека само прашање на време е кога повторно ќе се врати на танцот, бидејќи покрај тоа што балерините имаат бенефициран стаж, таа вели дека би сакала да работи додека чувствува дека има енергија за тоа. Као сега имаш толку и толку години, сега ти треба да одмараш. Не, напротив, баш мислам дека не треба да одмарам. Затоа ни е пример Екрем, постар балетан од Македонска опера и балет. Човекот можеби и до последната година од својот живот исполнуваше улоги во Македонска опера и балет. На моја голема среќа бев примен на Академијата за модерни танци во Ротердам, Холандија. Една од, според мене, најпрестижните и најдобрите академии кои што продуцира танчери, хореографи и педагози во сферата на модерниот танц. Успеав да влезам во квотата на 35 во прва година, од 475 кои што беа пријавени. Јас влегов само преко ВХС касета, затоа што во тоа време само ВХС касета беше во можност. Од секој сум знал дека во мене има нешто повеќе од да бидам само танчер. Со самото моје работење во секоја компанија и работење со хореографи, кај мене секојаш постоеше желба да пробам да видам како е, на кој начин се прави на хореографија. На почетокот ми беше еден неотворен прозор, за кој што дадов малку време, 4 години од почетокот на мојата кариера, но со тек на времето како влегов од компанија во компанија, како работа со многу хореографи, желбата странуваше се поголема се од 2001 година кога се осмелив да го направам мојот прв дует за компанијата во Oldenburg во Германија и од тука почнаа полека да се редат дуети каде што првенствено играв јас, во трие квартети па се до тоа што го работам денес со представа од 40 луѓе. До сега имам направено хореографии околу 25 се заедно, од кои што помали, поголеми, средни или целовечерни, почнувајќи веќе започнав од Македонија, Македонското опера и балет, Хрватското народно кazalište во Сплит и во Риека, во Народното поздриште во Белград, потоа за операта во Бордо, во театрите во Минхен, во Кореја, Сеул, во Орландо балет, во Мазданса во Шпанија, во Бар Италија, во Олденбург, како што спомнав претходно, во Мајнц, во Грац, во Крагенфурт, во Австрија, така да во Линц, во Швајцарија. Да бидам искрен, не се развива, мислам тоа е моје особено мислење, мислам дека македонската танцова сцена си тапка во место, и тоа во добро место, но за жал не е само Македонија која што тапка во место. Генерално и многу други земји во регионот се бават или го имаат истото темпо на тапкање во место. Тука ќе почнам пред се од ситуацијата дека дали постои македонска танцова сцена, според мене не, затоа што институциите, државата не вложува во развивањето на таа сцена. Може ли танцот да го користиме како алатка за зачувување на културното наследство? Танцот, конкретно ако збориме за културно наследство и ЮНЕСКОвата репрезентативна листа на нематеријално културно наследство на човештвото, танцот е најбројната и најпопуларната категорија, односно најголемиот број на елементи што се заштитени на таа листа се во принцип вклучуваат некаков вид на танц или некаков вид на движење. Единствениот начин за танцот да се смета како нематеријално културно наследство и да живее е да се изведува, односно неговиот медиум е изведбата. Доколку танцот не се изведува, не е промовиран, не живее и во исто време не може да се смета за нематеријално културно наследство. Постојат, например, во Македонија многу, не знам да речем, стереотипни некои размислувања на тоа дека танцот е в принцип фолклор, а со тоа се значи дека не смее да се менува и треба да се одржува некоја постојана форма.
Меѓутоа тоа оди контра теориите за нематеријално културно наследство, но за нешто да живее мора постојано да се видоизменува, да се адаптира во културата која живее. Кога го зборуваме ова, се чини дека ние се уште во тој поглед живееме малку во некое минато време, наместо во сегашноста, наместо да ги искористиме придобивките на дигиталните алатки на некој начин да дадеме популистички момент за да младите го следат, бидејќи вака остануваме во некое време во кое што младите не сакаат да го превземат тоа како дел од нивното живење. Видете, тука игра улога, мислам, има неколку фактори за тоа зошто е тоа така. Во принцип, мислам дека во Македонија претежно се популаризираат и се популарна тема кај младите, некој вид на латиноамерикански танци или некои странски, сепак традиционални танци, меѓутоа за многу луѓе тука екзотични. Мислам дека играњето ора или традиционални танци не се некоја омилена тема кај, да речеме, кај помладата генерација. Меѓутоа баш затоа што тоа се презентира на еден низ начин од 50-тите години, односно тоа што се тие кореографии, тој тип на презентирање на традиционален танц на сцената е истиот од 50-тите години и некако не се обработува, не се видоизменува, не се осовременува за да биде популарни кај младата генерација. Не можам да кажам дека истото со музиката, например, многу македонски диџеи работат и на миксови, експериментални пристапи кон менување на таа традиционална музика, меѓутоа тоа не е истото и со танцот. Дали со танцовиот перформанс Популус се обидовте да направите нешто како позитивна промена во таа насока? Да, Популус беше инспириран од сите овие движења, овие танцови представи кои ви ги споменав, кои се случуваа во регионот, например во Хрватска беа многу актуелни, во Србија во изминативе неколку години, и тоа ми беше идејата, односно да најдам нешто што ги спојува сите оние заедници кои живеат во Македонија, наместо нешто што ги разделува, да најдам што е заедничко дали во костимот, дали во музиката, дали во движењата и да направам некаков продукт, односно некаков танц театар во кој на некој поекспериментален, посовремен начин ќе го представам танцовото и музичкото културно наследство на народите кои живеат во земјата. Она што е новитета што во Популус работеа танчери кои се бават и со современ танц, и со балет, и со традиционален танц, па беше тоа пак некој експериментален начин на соработка, меѓутоа завршниот продукт, представата од кој сум многу задоволен и кој мислам дека супер се пласираше и гостува на неколку фестивали, мислам дека ќе гостува и понатака на некои фестивали во Европа. Меѓутоа за мене беше најважно да се случи тоа во било каква форма, бидејќи се надевам дека со Популус ќе инспирирам и други кореографии и други луѓе кои се бават со танц да почнат да работат на оваа тема, бидејќи нашето танцово културно наследство е толку оригинално, толку автентично да може да биде бесконечен извор на инспирација. Колку политиката и танцот може да се спојат? Политиката и танцот се многу споени. Нема танц што е аполитичен, нема танц, особено кога збориме за традиционални танци. Меѓутоа јас би рекол дека треба малку и да се раздвојат, бидејќи поради одредени случувања во последниве 6-7 години во државата, некако се што е на тема традиционални танци, традиционални музика почна да се стереотипизира, односно да станува продукт на некакви националистички идеологии или да се спојува со нешто што е националистичко, десничарско, патриотско и така натаму, бидејќи можеби тоа прекумерено се користеше во одредени политички пропаганди. Така да мислам дека треба да се отпочне некаква кампања кон јавноста, чисто да се стави до знаење дека овие теми не се во никој начин врзани со некаква политичка партија, односно ова се оригинални облици на некаква уметност кои постојат во одредени средини, например во селата или во градска култура кај градовите, и дека не е нужно тие да се врзуваат со нацијата, не е нужно да се врзуваат со историјата на нацијата, на државата и да се користат само за такви улоги. Сакате да кажете дека може танцовата култура да се искористи како алатка за обединување? Да, и мислам дека е апсолутно потребно и дека видите танцот е на еден начин експресивна уметност, односно
танчерите и луѓето кои се во такви продукции не говорат, туку говорат со телата. Сите во регионов, па и во државава имаме многу движења, многу видови на танци кои се идентични, ако не и исти, а ги практикуваат 2 или 3 засебни етнички групи. Колку современиот танц ја покажа слободата на искористување на капацитетите на телото на сцената кога се во прашање танчерите? Па мислам дека современиот танц во Македонија зема многу голем замав, тука најзадолжена е професорката Рисима Рисимкин и отварањето на катедрата за современ танц при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Потоа отварањето на Скопје танц театар и нивните продукции веќе работат активно 10 години, бројат голем број на концерти, на проекти, последно во Шајо театарот во Париз, кој е вистински за поздрав и каде што малку луѓе може да се пофалат дека гостувале. Така да постојат такви институции кои ја промовираат таа тема и мислам дека при самата таа промоција се појавува интерес кај млади луѓе да се бават со тоа, па така да ќе сретете многу млади луѓе кои претходно не се бавеле конкретно со современ танц, меѓутоа се бавеле со некој вид на танц и кога почнале да одат на тие часови, кога почнале да се бават со таа уметност, на некој начин се осеќаат ослободени. Односно многу подобро го запознале сопственото тело, многу повеќе се опуштиле, многу повеќе почнале различно да размислуваат на одредени теми, како за себе, така и воопшто за танцот. Која е улогата на танцот во едно општество? Како тоа влијае врз општеството? Дали може да го модификува? Така, да. Мислам дека танцот може и мислам дека и веќе влијае многу позитивно кон општеството и кон поединецот, односно секој што се бави со танц или секој што пробал да танцува, дали тоа било на свадба, дали тоа било во диско, дали тоа било на сцена, може самиот човек да ви каже како се осеќал пред и после тоа. Така да за да разговараме на таа тема мора да разговараме луѓе што вистински пробали и го направиле тоа, бидејќи тоа не е нешто апстрактно, тоа е еден чин на изразување со сопственото тело, односно искажување на некаква емоционална состојба, некаква психичка, ментална состојба со телото. Така да, една кратка, например, анекдота ме потсети конкретно на ова што ме прашавте, еден од најпознатите кореографи Охат Нахарин во Израел, редовно, мислам дека е секој месец, во плоштадот во Тел Авив, одржува танцови проби, односно танцови настани, каде што тој е на некаква сцена и на плоштадот доаѓаат луѓе од сите категории, од сите возрасти и тој им дава некакви дирекции, сите танцуваат гага, тоа е една техника која тој има измислено и ја промовира. И секој нареден пат бројот на учесници се зголемува. Сакате да кажете дека танцот има моќ да влијае позитивно врз менталното здравје? Апсолутно и се препорачува. Ако било кој доктор или психолог ви препорача некаква физичка активност, нели тоа веднаш се мисли на некакво, не знам, хајк или некакво теретана или трчање по кеј, меѓутоа и танцот спаѓа исто така во таа категорија и може многу вистински позитивно да ви го промени животот. Да, има некои истражувања кои што говорат дека народите кои што го имаат танцот како дел од нивната култура, кои што го практикуваат, практично се многу позитивни, многу посреќни, многу полесно се справуваат со стресни ситуации. Така е, видите, невозможно е во било кој контекст кога ќе имате музика, кога ќе имате треба да правите некакво одредено движење, многу се помали шансите да се осетите потажно или понерасположено, него да се осетите посреќно или порасположено. Така да апсолутно се точни тие истражувања. Тогаш ни недостасува малку да танцуваме повеќе во нашава земја, а имаме потенцијал. Точно така и сакам да нагласам дека танцот не е нешто што се прави со некого и за некого, танцот може да биде нешто што го правиме сами дома, пред огледало, дали додека готвиме, дали додека имаме 5 минути слободни. Ако можете да, не знам, да се размрдате малку со телото, не знам, да пуштите музика и да пробате некако да се изразите, тоа е секако плюс. Не мора конкретно да биде тоа, не знам, за одредени пригоди, например дека се танцува стрикно само кога се оди во диско или на свадба или не знам за какви други пригоди, може да биде тоа дома само лично за вас и тоа може да биде некако вид на терапија. Тоа не е нешто што секогаш се случува, најчесто оние танчери кои имаат некаков порив за креација и споделување на нешто нивно и некаков
начин на експресија нова кога пронаоѓаат, тогаш тоа се случува, но и не сите сакаат да кореографираат. Тешко прашање е малку, зашто секогаш е различно, немам некој терк по кој се водам или некоја шема како тие работи одат. Може да е некоја ситуација, може да е личност, може да е приватна ситуација, може да е само форма, па ме инспирира да создадам некаква визуализација на истата. Буквално е секој пат различен извор. Доколку зборуваме за академијата, ние пробуваме и од почетокот сме партнери со едни од врвните академии во Европа, тоа е Кодарц академијата ЗХДК во Цирих. Соработуваме со фестивалот Шер, каде што сме дел од групација на 7 академии, значи ние константно имаме некако поврзаност со странски професори, странски студенти и споделуваме знаења и искуства, да. Но кога би зборувале за независната сцена и танцот во институција кај нас, тоа иде малку потешко и реално е вистинска борба да се препознае првично танцот во Македонија како таков, како постоечки, како современ танц. Го имаме ние нормално опера и балет и се тоа, но тоа не ни дозволува на нас, современите танчери, да имаме своја платформа. Гостувањето во Латвија конкретно беше дел од Perform Europe платформата и тоа беше последно од нашите гостувања. Првото беше во Загреб на недела на современ танц и второто беше во Латвија во Рига на Likes Day од фестивалот. Супер бевме признаени, мислам, ние веќе и комуницираме со нив и во Загреб реално прв пат гостувавме и публиката беше многу среќна на некој начин што не гледа и изненадена, затоа што не сретнале до сега македонски изведувачи. Таму одржав исто и мастер работилница. А во Латвија игравме на преубава отворена сцена на фестивалот. Споделивме искуства со многу различни академии и компании од Европа, така да се тоа помина супер. Секако дека бара некакви одредени жртви, ама додека го работиш тоа со љубов, нели нема никаков проблем. Безусловно даваме се од себе, ние што сакаме да го постигнеме ова што го правиме за еден ден, нели да опстане оваа сцена тука и да создадеме некаква вистинска подлога за понатаму танчерите да работат. Статуетката Менада прикажува жена во момент на танц. Македонската Менада е можеби една од првите танцови фигури кои што се зачувани до ден денес и на некој начин го прикажуваат танцувањето на овие простори во минатото. Ајде да погледнеме како се развиваше танцот во нашава земја. Класичниот танц е најсовршената форма. Неговите карактеристики се базираат на безтелесноста, на воздушноста, на креирање на едно идеално танцово тело кое се граничи со фантазијата. Скоро секогаш во едно уметничко дело имаме содржина, спојна содржина и на форма. Во оние најзначајни класични дела од репертоарот на 19 век, како што се Лебедово езеро, Заспаната убавица, Орабокршачка, содржината е минимизирана, односно е до таа мера банална да се сведува на некаква приказна или многу едноставна сторија, меѓутоа за сметка на тоа се развива формата која го достигнува креативниот зенит. Така што буквално класичниот балет е уметност на естетиката на убавото и се бави со убавото. Балетот долги години се сметал за танцова уметност која првично се развива во Италија во 1500 година, а потоа станува популарна форма на танцување на француската аристократија. Кога зборуваме за танцот, имаме еден историјат, а кога зборуваме за класичниот балет е сосема поинаква ситуацијата. Моментално сум дел од еден меѓународен проект кој се бави мултидисциплинарен со интеграција на нови алатки виртуелни во наставата по историја на танцова уметност. И кога на колегите, тоа се претежно земји учеснички во тој проект од Вишеградската група, кои не знаат многу за развојот на македонскиот балет,
им презентирав, сакав да добијат поширока слика, па земав некои примери од нашиот танцов фолклор. Прашањето кое многу логично се постави кога слушна кога е оформен македонскиот балет беше како може една нација со волку богат фолклор да толку доцна да ја оформи балетската уметност. И повторно се навраќаме на она што го говоревме пред малку, дека општествено политичкиот контекст бил пресуден за оформување на македонскиот балет. Почетоците ги лоцираме 48 година со изведбата во јануари на Валпургиска ноќ и веќе во декември на една целовечерна представа Бахче Сарајска фонтана. Меѓутоа интересно е што во 20-тите години наоѓаме во печатените извори најави за гостување на руски уметници балетски на оваа територија и уште позначајно дека во рамки на Народно позориште Скопје, кој е бил дел од Кралството Југославија, постоеле оперски представи, меѓутоа постоел така наречен танцов хор, што значи дека предуслови за создавање на балетската уметност лоцираме пред Втората светска војна во Македонија. Првите балетски изведби во Македонија се поврзани со сцената на Македонскиот народен театар во Скопје. Почетоците на македонскиот балет се совпаѓаат со отпочнувањето на дејноста на операта на Македонскиот народен театар, која е основана на 9 мај 1947 година. Валпургиска ноќ од Шарл Гуно е првата балетска представа на новосоздадениот балетски ансамбл на Македонскиот народен театар во 1949 година. Кореографијата била на Ѓорги Македонски, а со представата диригирал Трајко Прокопиев. Иако со огромно задоцнување, Македонија успеа да воспостави високи стандарди во оваа сфера и да продуцира високопрофесионални кадри кои ќе бидат синоним на одредени фази од македонската, но и југословенската балетска историја. Првата целовечерна балетска изведба била Бахче Сарајска фонтана од Борис Асафиев. Исто така во кореографија на Ѓорги Македонски, а под диригентската палка на Ловро Матачик. Првиот македонски балет е делото Македонска повест, чиј автор е композиторот Глигор Смокварски. Балетот е изведен на 21 јуни 1953 година во кореографија на Димитрije Парлич, а под диригентство на Кирил Спировски. Па еве ние се наоѓаме во просториите на Факултетот за музичка уметност. Веќе 12 години функционира катедрата за балетска педагогија, која продуцира квалитетен кадар кој ќе влезе во балетските училишта, студија, кој едноставно ќе создава идни играчи балетски, меѓутоа ќе создава и идна елоквентна публика. Освен тоа, тука е работата на МОБ, стандардизирана, мислам една куќа која е репер на националната култура. Меѓутоа, мене она што особено ме радува е појавата на млади кореографи, на кореографи од младата генерација, кои со своите проекти едноставно ја освежуваат нашата независна сцена и не конектираат на некој начин со светските текови и трендови. Балетот како врвна естетика на играта е една од најсуптилните и најсложени сценски уметности, искаена од убавината на движењето, но и од исклучително сложениот систем од знаци, пози и движечки елементи во кои нема ништо случајно и ништо непотребно, ќе каже Емилија Джипунова, еминентна представничка на првата балетска генерација на македонскиот балет. Ковид пандемијата не смени сите. Ништо нема да биде исто како што беше пред ковид пандемијата. Секој се снаоѓаше на некаков начин да се прилагоди. Изведувачките уметности кои се хронотоп, односно се просторно-временски ограничени и кои комуницираат со жива публика, има најголем проблем. Уметниците во еден период беа ставени во карантин. Секој од нив најде начин како да се избори и да најде нов простор. Би посочила две дела од наши кореографки млади кои едноставно се фатија во костет со пандемијата и понудија многу креативни решенија. Саша Евтимова во рамки на МОБ ја постави представата Болеро. Они
ја работеа представата и дури настапуваа со маски на своите лица. Ја држа онаа дистанца која постојано ни беше повторувана, значи немаше никаков физички контакт и тоа беше еден нов услов кој кореографката го имплементираше во својата кореографија и направи дело кое е одговор, реплика на тоа што се случува. На еден здравствен проблем кој не погоди. Од друга страна, Ивана Коцевска исто така создаде едно дело, Диалози се вика, кое беше емитувано онлайн. Публиката едноставно се прикачуваше на линкот и го следеше делото. Значи, дури и при оние строги протоколи, уметниците најдоа начин како да допрат до публиката и како дури и виртуелно да го продолжат тој контакт кој беше прекинат на некој начин. Македонскиот народ е раскошно талентиран, музикален, а ние со задоволство можеме да се гордееме со нашите перспективни балетски уметници, кои може да ја надградат балетската сцена која наследиле од своите врвни предци. Најубавата работа на светот е работа со дечиња. Тие се најмилите и најчистите суштества на планетава. Посебно е убаво кога работам со помалите деца, за кои јас имам специјален пристап благодарение на искуството кое го имам сите овие години. А токму од еден детски сон на Тања, сон да се стане балерина и танчер, оформено е студиото за танц Бах во Струга. Студио кое денес брои над 120 членови и е едно од најактивните со концерти и настани кај нас. Во Струга тогаш немаше студио за танц и оваа балетска приказна ја започнав со уште 3 девојки со кои заедно креиравме и вежбавме. Потоа продолжив сама, бидејќи тие избраа други професии. Што се однесува до мене, јас направив се што можам за во Струга да имаме успешно балетско студио. Со голема желба, упорност, со одговорен пристап, многу љубов, многу одржани обуки, едукации, многу жртви и навистина многу посветеност. Во Бах има членови од 5 до 25 години, со редовни неделни тренинзи во нормални услови, но кога се подготвуваат кореографии за концерти или настани, тогаш има и вонредни тренинзи. За секоја кореографија е потребно различно време на реализација. Поставувањето на кореографијата некогаш оди побавно, некогаш оди побрзо, но сепак крајниот резултат за сите кореографии е тоа што на сите нив треба да се работи долго, за да се постигне синхронизација и комплетен визуелен изглед, за да може публиката да ужива во изведбата. За да си успешен танчер, потребно е да се има ред и дисциплина и да се почитува танцот како уметност. Само така ќе се постигнат резултати и ќе се постигне успех и секако ќе се стигне до посакуваната цел. Успевам да ги научам да бидат дисциплинирани, редовни и концентрирани, а тоа е така затоа што нашите часови се навистина интересни, сполнети и децата имаат мотив и задоволство да креираат и да вежбаат. Танцовата сцена кај нас има квалитет и одлично се носи со светската, вели Тања. Во Македонија има многу успешни балетски студија кои ги следат светските трендови и со кои навистина треба да се гордееме. За тоа говорат многобројните награди успешно организирани настани на неколку балетски студија во државава кои постојат долги години и успешно и одговорно ја работат својата работа. Во оваа прилика ќе ги поздравам моите колеги, знаат кои се, оние кои постојат долго и се борат за квалитет на танцовата сцена во Македонија и покрај тешките услови кои нашава држава ги нуди на уметниците, сепак успеваат да го издигнат танцот на едно високо ниво. Во Струга, како за во мал град, интересот за танцот е одличен, а публиката секогаш со внимание ги следи балетските представи и танц-шоуата. Многу истражувања откриваат дека луѓето кои што танцуваат се посрекни, живеат подолго, се задоволни од животот. Танцот ги полни батериите со силна и позитивна енергија. Танцувањето предизвикува промени. Токму и затоа и во иднина ќе се обидеме да ги пренесуваме танцовите приказни. Доведување до следната приказна.